прво не интересира колку беше патувањето, колку чинеше за Палермо. А ова е директно прашање, значи сите информации кои што треба да бидат доставени до институциите, кај што треба веќе се доставени, ќе може да видите тоа ќе е транспарентен карактер, така што мислам да не е никаков проблем, нема нешто што да се крие или да биде задкулисно. Ако не се крие, зашто до сега не ги објавивте јавно, како што направија некои други кои патуваа исто за Веќе еднаш реков дека мислам дека комуникацијата со новинарите треба да биде на едно поразлично ниво, апсолутно нема што да се крие, доставени се до институциите, во оној момент кога беа побарани, практично не истиот наредниот ден беа доставени и тоа архивски евидентирано. Кога ја подмиривте фактурата и кој ви ја достави? Значи фактурата е подмирена, значи достави агенцијата која што го организираше патувањето, а фактурата е подмирена во рокот што е дадена за подмирување. Дадена е пред патувањето, е помирена во рокот на кој што е наведен во фактурата. Тоа значи после патувањето ќе ни кажете ли кој ден? Значи има официјална информација, мислам нека биде ексклузивно тоа дека на 24 е доставена пред надпреворот, ако се сеќавате надпреворот беше на 25 така, а е подмирена на 28, а рокот е до четврток, мислам наредниот. Тоа значи дека е подмирен од како изби аферата. Не, значи фактурата е доставена на 24 и има 7 дена за нејзино плаќање. Подмирена од како медиумите ве видео на телевизија. Не, значи таа ќе беше подмирена без оглед дали медиумите и така натаму. Претпоставам дека знаете дека постои можност практично агенциите кои го организираат патувањето даваат рок за тоа кога треба да биде подмирена нели исплатата која што треба во агенцијата. Дали во таа фактура практично е вклучен и чартер летот до Палермо? Значи уште еднаш, се настава само што не почнал, ќе молам, значи станува збор за фактура на која што стои аранжманот за патувањето. Значи сите оние детали кои што треба ќе бидат во најбрзо време објавени од институциите кои што се задолжени таа работа, нели знаете дека во рамките на владата постои И чартер летот на самото може. Не, чартер летот не е вклучен, воопшто не е вклучен затоа што викам и да сакате да биде вклучен чартер летот не може да биде вклучен. Значи не сте го платили чартер летот. Значи сега ви кажувам како стојат работите. Така, дефинитивно постојат некои начин на организација на патувањето, начинот на кој што или селекцијата на луѓето кои што патуваат треба да биде направена од страна на луѓето кои што го организираат патувањето. Јас сум само еден од големата делегација на новинари, лекарски екипи, но гости кои што патуваат и јас сум само составен дел од делегацијата. Дури морам да ви кажам дека и овој дел кој што е платен на моје инсистирање затоа што мислев дека така треба да биде. Значи не сте ги платили ниту картите за VIP делот кај што бевте смешни? Значи, ајде уште еднаш, значи зборуваме за процедура која што однапред е утврдена од страна на Фудбалската федерација. Ти имаат клуч на кој начин што ги добиваат. Картата која што јас имав добиено, гласи на моје име е 0,0 евра. Дали ме разбирате? Практично и да сакате, има и за тоа доказ дека практично картата е без цена. А колкава беше цената на летот, бидејќи знаете колкава е цената на картата? Значи, цената на летот тоа беше чартер летот кој што беше организиран за сите гости на Фудбалска федерација што беа. Зашто старт не кажавте, не го плативме чартер летот, не ги плативме? Секој сум рекол дека се што беше побарано од мене, од агенцијата која што го организираше патувањето беше платено. Износот е тој кој што е и апсолутно е направен и во рокот кој што е предвиден за плаќање, меѓутоа дефинитивно и во однос на она што беше предвидено за тршоците. И уште едно прашање за да не ве задржам ќе биде само дали сметате дека го прекршивте етичкиот кодекс со оглед дека не сте ја платиле картата, а не сте го платиле ниту чартер летот? Значи, ајде да бидам уште еднаш ќе се повторам во една емисија, во едно интервју, до сега втора или трето кај што јас веќе го кажувам својот став, тоа значи дека апсолутно ниту една одредба од кодексот за етичко однесување на членовите на владата не е повредена. Значи не се потрошени буџетски пари, нема обезбедување, не е употребено службено возило и не е злоупотребена патната исправа за добивање на некакви привилегии. И уште нешто, ако пледирате на членот 17 дека станува збор за подарок, донација и така натаму, сето тоа има уште една додавка и ќе мора да се биде коректен во однос на толкувањето на нормата. Тоа треба да биде поврзано со вршењето на функцијата. Дали се разбираме? Значи тоа е целата одредба, значи подарокот, донацијата секогаш треба да биде поврзан или да биде конектиран со вршењето на функцијата. Така е целата одредба. Значи ниту една 50 евра бедност. Не, значи зборуваме Благодарам, само да го довршим, мисля да довршам, се разбира во интерес на коректност. Значи не е повредена ниту една норма. Актот кој што се уредува оваа проблематика или оваа материја е тоа како што пред малку спомнав кодексот за етичко однесување на членовите на владата. Ниту членот 17, ниту членот 19 се во ниту еден дел од одредбата не се повредени. Ако тоа е мој личен став кој што
знаете дека јас и таа проблематика посебно ја следам, апсолутно да има било како јас сум подготвен да се соочам со последиците кои што би произлегле од повредата на етичката норма. Мислам дека треба да се оди во таа насока, стојам за тоа што сум го направил, така, меѓутоа личниот став е консеквентен и натаму останува дека навистина ниту една одредба од и така натаму не повреда. Тука се институциите се разбира дека соочен со секојаш да со консеквенциите кои што би произлегле од евентуалните од евентуалната повреда на етичката норма. Уште еднаш благодарам и уште нешто само да кажам, значи околу транспарентноста и она што зборувате. Секогаш сум бил транспарентен и овој сегмент кој останал збор како професор, меѓутоа како сега. Дефинитивно ова е сосема нов статус и тоа на некој начин подразбира и малку поинаков однос со новинарите. Апсолутно нема што да кријам, она што ви го кажав, стојам за сите тие работи и секогаш сте добредојдени за било каква изјава.